Продолжуваме понатаму со циклусот емисии кои што ги посветуваме на личности од нашиот град, односно од нашата Гевгелија, портрети кои што веќе станаа традиција на нашата телевизија. За личноста која што денеска и со која што денеска ќе зборуваме, може би ми навираат многу зборови, многу мисли кои што сакам да ги кажам, меѓутоа јас ќе кажам само една реченица. Не знам како таа ќе ме свати, не знам како гледачите ќе ме сватат, но како сакаат нека ме сватат. Личноста која што денес ја имам за интервју и за портрет, мислам дека е вистински синоним за жена. И ќе кажам зошто. Затоа што низ годините, толку колку што јас ја познавам, може би ме научи мене како да гледам од другата страна, односно да гледам на понежниот пол. На тоа ме научија најверојатно нејзините книги и нејзините слики, но ме научија затоа што тоа е жена која што е на некој начин аматер во книжевноста и во ликовната уметност, но многу амбициозна и пред се жена која што секој пат сака да твори. Ценка, јас не знам како ќе ја примиш оваа најава и како нашите гледачи ќе ја примат, меѓутоа некако можеби и низ годините и со учеството на манифестацијата За тебе љубов моја и на онаа израелска поезија, ако се сеќаваш на таа манифестација, некако твојот глас ми прозвучува толку женствено, значи толку интересно, што секој пат кога ја правиме манифестацијата За тебе љубов моја, првата помисла ми доаѓа За тебе за покана. Не знам, тоа не сме го зборувале досега. Добар ден и добро да дојде во нашата емисија. Добар ден и добро дојдевте во мојот дом. Навистина сум изненадена од твоите зборови, иако до сега сме разговарале и сме се дружиле, ама таков коментар не сум чујала. Фала ти многу, секое добро и на тебе. Како што реков, добро дојде и мило ми е што новата сезона ќе ја започнеш со мене како личност, како портрет во вашата нова емисија. Така, ќе зборуваме многу за тебе, за твоето творештво. Меѓутоа, како и секој еден портрет, чувствувам за потреба да прашам која е Ценка, односно не само јас да се информирам, туку да се информираат и нашите гледачи. Јас реков дека многумина те познаваат како автор, како поет, писател и ликовен уметник пред се, меѓутоа нешто доколку може да се открие од твојот личен живот, значи од твоето детство и твојата младост. Секако, Ценка е еден едноставен човек. Прво и основно за себе можам да кажам дека сум човек. Тоа е за мене многу битно. Потекнувам од Гевгелија, единствено дете на моите родители. Многу сум им благодарна што ме создале и зашто постојам како причина да творам и да создавам. Како што реков, едноставна особа сум, али многу посебна. Посебна, како што секој е посебен за себе, така сум јас посебна за себе. Детството го поминах во Гевгелија, школувањето во Гевгелија и животот, работниот век во Гевгелија. Бев подолго време приватен стопанственик, сега моментално сум слободен уметник. Да. Така, јас мора да те прекратам и да кажам нешто што ми кажа ти пред разговорот. Значи, еден податок кој што е врзан токму со ова место каде што ние денес седиме, односно куќата која што се наоѓа веднаш до вашата куќа, односно вашиот двор, дека тука си родена, токму на ова тло. Да, да. За мене овие се корени кои останале од татко ми и од дедо ми. Го почитувам и го ценам оваа место, нешто свето и нешто единствено. Овој двор зад нас шо е, за мене е рај. Значи, јас сум во собствениот рај, а вечерното време јас го имам звезденото небе на мојата површина, во мојот двор. Така, Ценка, кои се
грижи за дворот, малку ќе те оддалечам од портретот, затоа што на секоја промоција сме воодушевени не само од интерпретацијата на песните или на прозата или сликите, туку и од уредувањето на дворот, кој што сепак нели треба внимание, треба секако. Многу труд вложено, можеби има и многу подруги и поубави дворови, но јас сум си поносна и горда на сопствениот. Сама се грижам за дворот, исклучително во одредени моменти кога има потреба од скратување на гранки и некои други дополнителни активности и помагаат децата. Инаку сум јас задолжена за одржувањето на двор. Да, и секое ќоше колку што забележуваме, посебно катче со инаква убавина, значи не наликува едно на друго секој дел. Не. За да се разбие едноличноста, треба секоја година дворот добива по еден елемент плюс од претходната година. Да. Така, тоа го забележав искрено да ти кажам и на промоцијата, затоа што кога се дружиме, погледот сепак шара додека започнуваше практично промоцијата. И сега токму до тоа што се приближуваме и тоа што сакам малку повеќе да поразговараме со тебе е твоето творештво. Значи, го познаваме твоето творештво, го следиме твоето творештво, но сепак јас би почнал од она од каде и од кога Ценка ја најде инспирацијата за творење пред се на книжевноста, односно на поезијата и прозата, а подоцна ќе поспоруваме и за ликовната уметност. Па јас колку што се сеќавам за себе, сум водела дневник. Значи тој дневник не само во основното, не само во средното, него и покасно во животот јас сум водела дневник. Тие дневници, дел од нив загинаа, а дел од нив има, постојат. Значи, во догледно време имам планови да од тие сегменти пишувани уназад пред многу години, да еден ден можеби ги срочам и направам нешто како автобиографија. А активно со пишување започнав 2000 година, може да се рече, и ќе ги искористам зборовите на Достоевски. За да почнеш да пишуваш, треба многу да патиш и да боледуваш. Многу да те боли, многу, за да можеш да почнеш да пишуваш. Што прво започна да пишуваш, поезија или проза? Иако да ги земеме нели тие дневници претходно што? Значи, првото мое јавно издадено дело е Спас на душата. Тоа се случи 2001 со јавна промоција, а истовремено имав и изложба. Така, што следеше понатаму? Значи, ова е поезија, меѓутоа дали продолжи со поезијата? Да. Многу брзо, после една година, се роди другото дело, а тоа е Извори. Благодарение на професорот Илија Карјанов, кој ми даде еден вид поддршка и поттик да продолжам со тоа што го работам, и јас продолжив со второто дело, наречено Извори. После тоа и третата книга е исто поезија, само таа е издадена, мислам, 2004 година. Насловена е Молитвен монолог, во кој самиот наслов зборува за што се збори, и мислам дека можам да направам една споредба со чешмата. Кога чешмата ќе ја отвориш, почнува да тече вода. Тоа беше еден извор во мене. Жена, ти Божиот чедо создадена од ребро за дружба на мажот. Жена, ти возвишено суштество создадено за љубов и разбор. Жена, со божествено тело, за слика и јака, создадена за дело, за војни и слава. Жено, убавино цело со твоето тело. Жено, со утроба чедна, за рожба жена. Единствена си, жена. Што е тоа што го дава Ценка на своите читатели? Имам забележано дека имаш многу верна публика. Жени кои што те почитуваат, жени кои што сакаат да прочитаат. Можеби, ќе кажам, барем јас тоа сум го забележал, можеби не е така, се пронаоѓаат и самите во
твоето творештво. Не знам колку сум во право, ти сигурно разговараш со нив. Дефинитивно си во право и јас сум многу среќна. Кога започнав со првото мое дело, имаше такви коментари да едноставно сите на некој начин како да сум ги поттикнала со тоа. Моето истапување, мојата творба, многу коментари во врска со тоа дека и они ќе почнат да цртат, дека и они ќе почнат да пишуват и дека ми се диват на храброста. Па тоа е можеби затоа што да, како што кажа и ти самата, храброст е да излезеш со интимата, да излезеш со своите мисли и ги поттикнуваш на некој начин другите во вистинска смисла, нели, на зборот си книжевник, иако нели ја немаш струката, но тоа не значи ништо на крајот од краиштата, барем за еден творец. Затоа што творците, односно поетите, се наградуваат и се надградуваат со текот на времето, со творењето и така натаму и така натаму. Сега, како го најде оној спој помеѓу поезијата и ликовната уметност? И сега друга приказна имам да ти кажам за уметноста. Се сеќавам во училиштето, многу мои цртежи беа изберени за надзидовите, порано во дзидовите ги става. Кога беше мојата прва изложба и промоција во 2001 година, Крста ми Сирко беше моето основно училиште, јас отидов да барам мои цртежи, за жал не успеавме да пронајдеме нито едно мое дело. Тие некаде загинали или не знам што да кажам. Можеби, татко ми знаеше со 3 потека да го нацрте портретот на Тито. Татко ми беше Шнајдер, тоа е занеат кој носи многу уметност, така да можеби нешто влечам корени од моите родители, конкретно од мојот татко. Сега, цртањето, првата слика која јас ја направив 89-та година е најголемата димензија 1,20 на 80. Само сум изработила платното со консултација со уметници, затоа што за да почнеш тоа е занеат кој треба да го знаеш. Мотивот беше една слика која имах во себе. Слика, визија во главата, на неколку наши пријатели ги замолив да ми ја нацртат, значи со зборови им ја пренесува, никој не успеа да ми ја нацрта таа слика. А пошто 15 години свесно ја носах во себе, јас едно лето седнах, набавих секаков материјал и јас седнах само ја направих. Така, Ценка, кажав нешто дека имаш верна публика, значи жени, мажи кои што те почитуваат и те читаат. Меѓутоа, верувам, како и секој друг уметник од нас кој што почувствувал некој пат и јадови заради своето творештво и мака заради своето творештво, верувам дека си имала, нели, ги имала тие проблеми, од една страна финансиски запечатање, од друга страна критики, негативни и така натаму, затоа што рака на срце сите ги имаме, меѓутоа животот е таков и на некој начин мораме да бидеме или да си направиме собствена одбрана од сето тоа. Како излегуваат на виделина? Колку е тешко, колку е лесно денес да се издава? Тоа е индивидуално. Зависи кој како е моќен и кој како може да се снајде. Например, за првите 3 книги јас имах помош од мои блиски. Значи, блиски луѓе кои ми помогнаа финансиски. Останатото е се дел од мене. Значи, јас ќе си скратум од дали од облека, дали од читање, дали од било што, само и само да го остварам тоа што сум го замислила. Морам да ви го кажам и во дека моите постари роднини и блиски секојаш ма карат, кога јас сакам да се пофалам дека имам ново дело или нова слика, тие мене ме карат и ми велат: зошто не си ги јадиш тие пари? Оди прошете, оди купи си нешто. Не може да разберат, а јас сум поносна на себе за тоа што оставам трага за себе. Да, тоа ќе прашав, што останува во животот? Остануваат овие дела? Дефинитивно. Доскоро. Не е баш скоро, извесен дел од мојот период на живот, на живење, не бех свесна колку сум јас вредна
Значи бех осознаена, бех свесна за себе, али никогаш не си давах или придавах епитет дека сум јас. Секогаш другите биле повеќе од мене, секогаш сум им придавала важност на моите најблиски отколку на себе. Но сега навистина кажувам со полно срце дека сум горда на сама себе затоа што оставам траг. Колку знаеме да се одбраниме од лошите коментари или од злите јазици, кои што сепак нека ми простат гевгеличани, но постојат во Гевгелија. Не само во Гевгелија, Тони. На почетокот кажах дека јас сум човек. Сега, ако сите сме ние човек, по наводници човек право, треба да ги разбереме и да ги сватиме сите околу нас. Сите, кога велам, дел од тие кои имат контакт со нас. Значи, штом си во контакт со некоја особа, треба да го чуиш неговото мислење. Откако ќе го чуиш неговото мислење, твое право е дали ќе размислиш за тоа мислење, да го прифатиш или не. Единствена одбрана ти е тоа. Не постои начин, брана да поставиш за да се одбраниш од лошите или од добрите коментари. Тоа е дефинитивно. Не само во Гевгелија. Секаде тоа. Така, како стигнуваат овие дела до читателите? Освен до пријателите, меѓутоа верувам дека има читатели кои што сакаат да ги имаат делата. Дефинитивно, најблискиот круг е најпрво со промоцијата и од човек на човек. Значи, некој ја прочитал, ја дава на друга особа, па ќе ми се јави, сакам да ја имам, може на тој начин да добие. Порано достави во една книжара во Гевгелија првите 3 издања, сега веќе не, затоа што ни една книга не е продадена, и во нашата библиотека има дел од моите книги. Да, во крајниот оддел, барем јас се сеќавам кога бев, сите твои досегашни. Последните 2 нема, ќе бидат доставени, нив ќе ги доставам. И во библиотеката во Скопје, дефинитивно, да, тамо го взимам Ципот, да. Би сакал да прашам, колку се прозни, колку се поетски од книгите? Јас се некако околу книгите се вртам. Ако ме душо, ти си исто книжевник, да. Повеќето е поезија. Имам еден краток роман. Имам 101 животна сторија, сум горда и на таа книга. Таа може да се каже проза. И последната книга е помешана со поезија и со проза. И еден есе. Многу сум горда, многу сум горда за тоа што станува збор за нашата природа и нашиот Кожев. Ние го слушнавме на промоцијата. Колку време треба или сепак се изливи на емоции кога се пишува за да се издаде една книга? Колку време потрошува Ценка? Јас, барем по мене ќе си кажам, не го мерам времето никогаш, меѓутоа, еве, за да излезе на виделина, поминуваат ли неколку години? Откако ќе биде готов материјалот, па може да помине година и 2 години, додека да биде издадено. Творењето не го спомнувам, затоа што секој ден можеш да твориш или една година да твориш, а после 2 години за да дојдеш до финалниот производ, готова книга. А што е вистината? Која е потврдата за вистината? Со што можеме да потврдиме и кажеме ова е вистина? Вистина е, да. Повторно лагам. Не е вистина. Во бесконечност и бескрајност на кругот. Вистина е, вистина не е. Да тргнеме сите како Диоген да го бараме човекот. Тоа е вистината. Го има ли во овој век или
Барањето ќе продолжи со векови поред и се така во недоглед. Малиот зрак, со лик на сончев сјај и со милозвучен глас од Пандорината кутија така наречен надеж, кој постои во сите нас, е важен, но сепак е многу важен. Важен и значаен за секој од нас. За достојно или недостојно да го исудиме животниот пат кој води повторно и повторно, во рајот или пекот. Повторно. Така како гледаш на градот воопшто на луѓето, значи колку се гостопримливи, затоа што велиме дека гевгеличани се вообичаено гостопримливи и тоа останало. Меѓутоа со мешањето на, јас би кажал, на оние кои што доаѓаат, нели, се помешуваат со нас, некако тоа како да отсуствува веќе тоа гостопримство, или не сум во право? Види, Тони, живееме на Стара Слава, јас мислам. Гевгелиј многу е измешан. Јас луѓето во глобала ги сакам и ги почитувам. Многу ми смете делењето на делот на културата. Ако си ти организатор на еден дел од овој од културата, нема да ти дојде на посета од другиот дел. Толку ме иритира тоа и ми смета. А јас сум желна за култура и сум радосна кога нешто се збинува во градот, сите да уживаме и сите да бидеме среќни, а не поделени. Тоа многу ми смета. Да, за тоа си во право, сум го забележал и јас. Единствено пак ќе ја споменам затоа што на почетокот ја спомнав за тебе, љубов моја, таму мислам дека нема делби, сите доаѓаат. Можеби, ама ете веќе колку време не одржа. Една година, оваа година правевме пауза. Дали во меѓувреме веќе нешто твориш, дали на ликовно поле или на книжевно, и дали ќе излезе нешто ново, затоа што последната книга изложба беше многу скоро. Јас имам веќе готов материјал. Значи однапред сум го напишала пред 4 години. Тоа е роман. Само треба да го пренесам во компјутерот и да го обработам. Иначе имам напишан материјал и имам во план уште неколку дела да создадам. Се надевам дека ако Бог ми даде живот и здравие, да продолжам со тоа. Уште една што не прими во твојот дом. Завршувам со констатацијата дека времето ќе си го покаже своето, творештвото ќе се издвои како посебно, затоа што секое творештво, барем јас така сметам, е вредно за почит, а читателите ќе си го најдат тоа што сакаат да го читаат или тоа што сакаат да го слушнат некој пат на самите промоции. Благодарам со искрена надеж дека ќе продолжиме и со манифестации, меѓутоа не би рекол дека здосадуваат затоа што во Гевгелија многу малку ги има промоциите на книги и барем на книги и манифестации поетски пред се. Благодарам. Благодарам и јас.